Не проспие на ноги за станарите на зградата во скопската населба Кисела вода, поголемиот пожар што избувна вчера и пеплоса 3 станови. Од утрово почна увидот на полицијата и крим техника, а граѓаните кои ги затекна екипата на 1ТВ пред зградите се уште чекаа да влезат во своите домови за да видат каква е состојбата и дали имаат евентуална штета во становите. 1ТВ доби ексклузивни фотографии и видеа од внатрешноста на опожарената зграда, кои ни ги испратија дел од станарите попладнево, по завршувањето на увидот, кога им бил дозволен пристап во домовите. Се уште во шок, ни раскажаа дека тоа што вчера се случувало била вистинска драма, а има повеќе станови што се поплавени и уништени од водата при гаснењето на пожарот. Ми кај што живее, ние вчера на кратко успеавме да влеземе со придружба на полицаец. Моментално, колку што можевме да видиме, пошто беше многу темно, со мобилните со блицот, штетена е спалната соба и дневната и во купатилото е поплавено, а за другите простори не можевме да видиме пошто беше многу темно и не ни дадоа многу време да се задржуваме за да може нешто да повлечеме или нешто да прекрпиме, што викам, за да ставаме леѓини, пошто цевките од парно од јаката температура беа прснати. И уствари многу вода течеше од парното, од главните цевки. Велат дека е среќа што се живи, но очигледно дека нивните проблеми допрва започнуваат. Штетите кои настанаа треба да се санираат, а за тоа се потребни финансиски средства. Очекуваат помош од надлежните институции и хумани граѓани. Беше некое спиење, тоа беше сега сите меѓу себе, тоа е едноставно праење планови сега како понатака. Затоа што и да начекаш, тешко дека од тоа нешто ќе биде употребливо, тешко дека нешто од тоа ќе може да вреди, али добро. Битно сме здрави, прави, да видиме на што сме, па... Дали вие живеете со вашето семејство во станот, бевте можеби присутни за време на пожарот? Не, моментално сме јас и сопругот само дома, у моментот не бевме присутни дома, покушававме да стасаме до дома, не ни беше јасно зашто е цело Скопје блокирано, се додека еден колега, можам и сега да му се заблагодарам, ни прати случајно на Вибер видео и само прашува чива е оваа зграда, дали е кај тебе негде. Ја на видеото видов дека е всушност мојата зграда и дека мојот стан горе. Така да тоа ми помогна кога беа блокадите полициски да ги замолиме полицајците да не пуштат за да си стасаме до зграда. Точните причини за настанувањето на пожарот се утврдуваат, но според информациите на противпожарната бригада се претпоставува дека најверојатно настанал поради спој во електричната инсталација и пламнал станот на 5-тиот кат во зградата, па се проширил на 6-тиот и 7-тиот кат. За среќа, велат жителите, станот бил празен. Според информациите на МВР, станот во кој избувнал пожарот е сопственост на 58 годишниот МС. Затруените со чад се во стабилна општа состојба. Од токсикологија информираат дека 11 лица се хоспитализирани на универзитетската клиника и се во добра здравствена состојба. Вчерашната спасувачка мисија и борба со пожарот во Кисела вода траеше неколку часа. Противпожарната единица успеа да го изгасне пожарот и да евакуира 7 лица кои беа блокирани, а последна излезе една старица. Општинските власти најавија дека сите оштетени ќе добијат еднократна помош. Во очите на станарите пак останува надежта дека надлежните институции што поскоро ќе им ја дадат ветената помош.